Опфатот на скрининг програмите за рано откривање на рак на дојка и рак на грло на матка во земјава останува значително под препорачаните европски стандарди, покажува извештајот на Државниот завод за ревизија. Според податоците, во периодот од 2021 до 2024 година биле направени вкупно 20.946 скрининг мамографии кај жени на возраст од 40 до 69 години, додека за скрининг на рак на грло на матка во периодот од 2022 до 2024 биле земени 130.093 примероци за пап тест кај жени на возраст од 21 до 59 години. Сепак, опфатот останува низок. Кај скринингот за рак на дојка се движи од 0,8 до 5,4%. Кај скринингот за рак на грло на матка од 10,3 до 15,5% од целата популација. Овие бројки се далеку под европските препораки, поради што не може да се очекува значителен ефект во раното откривање на болестите. Загрижувачки е податокот дека дури 80% од пациентките започнуваат со лекување во подоцнежни стадиуми, што укажува дека неголемиот дел од случаите не се дијагностицираат навреме, една од главните цели на скрининг програмите. Ревизијата, која се однесува на периодот 2021-2024, покажува дека иако програмите се спроведуваат континуирано, нивната покриеност е ограничена и не обезбедува доволен ефект на ниво на популација. Дополнително, недостигот на целосни податоци за бројот на испратени покани и одзивот на жените го отежнува целосното оценување на успешноста. Од Државниот завод за ревизија посочуваат дека е неопходно подобрување на опфатот и ефикасноста на скринингот, со цел на времено откривање на малигните заболувања и намалување на смртноста. Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција поднесе обвинителен акт против 10 лица, како и обвинителен предлог против уште 11 физички и 4 правни лица по спроведена обемна истражна постапка. Според соопштението, 10 на обвинети се товарат за кривично дело злосторничко здружување, додека тројца од нив како организатори се обвинети за даночно затајување и перење пари. Останатите се гонат за даночна измама, фалсификување исправа и перење пари и други приноси од казниво дело. Како што наведува обвинителството, во текот на 2023 година била формирана организирана група со цел вршење кривични дела поврзани со даночни измами, перење пари и злоупотреба на службената положба. Организатори биле српски државјанин, сопственик и управител на 2 правни лица, како и 2 службеници од управата за јавни приходи. Во периодот од 2023 до 2025 година на групата се приклучиле и други лица, сопственици, управители вработени во компании од Скопје и Гевгелија. Според обвинението, првообвинетиот давал лажни податоци во даночните биланси со цел да избегне плаќање данок, при што не бил пресметан и платен данок во износ од 16,7 милиони денари. Во тоа му помогнале 2 службеници од УЈП, кои давале совети и ги отстранувале пречките за извршување на делото. Дополнително останатите обвинети преку лажни податоци во даночните пријави неосновано барале поврат на ДДВ во име на странски правни лица, со што буџетот бил оштетен за 33,6 милиони денари. Обвинителството до судот доставило и предлог за продолжување на притворот за 7 обвинети, како и предлог за конфискација на имот во висина на причинетата штета. Во рамки на постапката преку меѓународна правна помош веќе е замрзнат имот и сметки на првоосомничениот. Конечната конфискација ќе се бара од надлежните органи во Србија. НАСА ги објави првите фотографии направени од астронаутите на мисијата Артемис 2 за време на нивниот прелет покрај месечината. Станува збор за уникатни снимки кои нудат редок поглед на Земјата и вселенските појави од орбитата на месечината. Една од фотографиите прикажува заоѓање на Земјата, односно моментот кога нашата планета се појавува над кратерскиот пейзаж на месечината. Според НАСА, снимката е направена од прозорецот на вселенското летало Орион, при што јасно се забележуваат облачни формации над Австралија и Океанија, додека делот Земјата е во ноќ. Втората фотографија прикажува импресивно затемнување на сонцето, кој астронаутите го наблюдувале додека месечината го покривала сончевиот диск. Фотографиите се направени за време на 6-часовниот прелет, вклучително и во периодот на радиомолк, кога капсулата се наоѓала зад месечината. НАСА не прецизира кој од астронаутите ги направил снимките.
Од агенцијата појаснуваат дека на фотографијата со земјата во преден план се гледа и кратерот Ом со карактеристични рабови и централни врвови формирани при силен удар на површината на месечината. Овие снимки представуваат значаен дел од мисијата Артемис 2, која има за цел враќање на човекот на месечината и подготовка за идни истражувања на длабоката вселена. Американската војска нападна десетици ирански воени цели на островот Харк во текот на ноќта по локално време, според изјавата на американски функционер. Мисијата на Соединетите американски држави вклучувала воздушни напади по должината на северната страна на островот. Не вклучувала американски трупи на терен. Американските сили не нападнале нафтени објекти на островот, туку воени бункери и складишта, системи за воздушна одбрана и други воени објекти. Американската војска изврши напади врз воени цели на иранскиот остров Харк утрово, објави американските медиуми. Предходно иранските медиуми објавија дека островот Харк бил погоден неколку пати утрово во американски напади. Соединетите американски држави веќе го бомбардираа Харк за време на текопната војна, но американскиот претседател Доналд Трамп во тоа време изјави дека иранската нафтена инфраструктура не била цел на нападот. Трамп постојано се закануваше дека САД би можеле да го преземат островот Харк за да ја контролираат иранската нафта. Потоплиот бран Македонија се подготвува за период на променливо и значително посвежо време. Управата за хидрометролошки работи издаде предупредување за силен северен ветер кој ќе го зафати регионот веќе од утре. Особено критично ќе биде долж поврдарието и во источните делови на земјава, каде брзината на ветрот ќе надминува и 60 км на час. Од четврток утринските температури на места ќе се спуштат и под 0 степени, велат од Управата за хидрометролошки работи.